Паралелни состаноци, тајни средби по кафани, разрешување на директори, притисок за оставки на министри. Во Алијанса расколот го застигнува својот врв. Одлуката на партискиот претседател да се оддалечи од ДУИ предизвикува сериозни проблеми за неа. Откако Зијадин Села најави Централно собрание за всабот, Арбен Таравари побрзо да закаже средба за утре во Куманово. Дали истата средба ќе биде представена и како официјален состанок на собранието? За сега не се знае. Алфа се обиде да добие одговори од партиските служби, но оттаму не идовме на молк. Најавата за одржување на можно паралелно Централно собрание дополнително ја вжештува внетрепартиската битка меѓу поддржувачите на Таравари и тие на Села, кои се за самостоен настап на изборите. Она што официјално е познато е дека за всабота е закажано Централното собрание. На дневен ред треба да биде досегашното работење на партискиот претседател Таравари, како и неговата најава за заеднички настап со партиите од албанскиот опозицијски блок. Со состанокот во сабота ќе раководи Села, кој е цврст на ставот дека партијата не треба да коалицира со Европскиот сојуз за промени, туку да настапи сама. Дали тој состанок ќе може да се одржи е под знак прашалник, бидејќи е реална можноста да не се обезбеди кворум за истиот да биде легитимен. Од според кажувањата на Таравари, 70% од членството ја поддржуваат неговата одлука за коалиција со Гаши, Меджити и Касами. Дека нешто не штима во Алијанса се гледаше уште пред официјалниот став на Таравари за настап со Европскиот сојуз за промена. А откако првиот човек на партијата конечно пресече, случувањата кулминираа. Од приписки по социјалните мрежи, тепачки по кафани, куршум во дворот на Таравари до кавги на владино ниво. Вчера на владина седница на барање на кадровската комисија на Алијанса за албанците беа разрешени директорите на Македонски пошти и на Агенцијата за странски инвестиции, Буја Реабази и Газмет Авдија, и на нивно место се именувани кадри поддржувачи на Села. Се очекува владата да побара собранието да ги разреши министрите за здравство и за информатичко општество, Патмир Меджити и Азир Алиу, откако тие јавно порачаа дека нема да поднесат оставки од функциите. Падот на рейтингот на ДУИ, но изголемувањето на популарноста на Европскиот сојуз за промени, според анкетите, особено во изборната единица 6, дополнително ќе влијае на расколот во Алијанса, бидејќи разликата на партијата на Ахмети и коалицијата на Меджити, Гаши и Касами е помала од 2%. ДУИ имаат 17,9%, Европскиот сојуз за промени 16%, а Алијанса 7%, што значи дека ДУИ без Алијанса дефинитивно ја губи власта. И затоа раскол и поделба во партијата предводена од Таравари оди само во прилог на Али Ахмети.